Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Стабилно е нивото на реките во Брегалничкиот регион и нема опасност од изливање и поплавување на околните површини. Според надлежните во водостопанската подружница Брегалница, врнежите од дожд и снег на повисоките подрачја немаат големо влијание врз хидроложката состојба. Интензивните врнежи од дожд во текот на денот и топењето на снегот на планинските врвови не предизвикале значајно покачување на реките во регионот, поради што водостојот се оценува како стабилен и во рамки на нормалата за овој период од годината. Во текот на претпладнето регионалниот штаб за управување со кризи одржал редовен состанок на кој присуствувале представници од Центарот за управување со кризи, од Дирекцијата за заштита и спасување, од Одделението за одбрана, Полициската станица, Водостопанската подружница, потоа представници од општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Блешево, како и од Здравствениот дом и од Црвен крст. Била разгледувана состојбата со акумулациите, реките и одводните канали, како и потенцијалната опасност од поплави и подготвеноста на надлежните да реагираат во вонредна ситуација. Заклучено е дека состојбата е во рамки на нормалата и нема опасности од поголеми инциденти. Исто така се разговарало и за зимското одржување на сообраќајниците, при што представниците од Македонија пат информирале дека се набавени потребните количини сол и песок за посипување на коловозите на магистралниот и на регионалните патни правци. Врнежите во текот на ноќта ќе се пренесат утре кон истокот. Утре наутро повеќе врнежи од дожд ќе има на источната страна од земјата, а полека врнежите ќе се повлекуваат. Веќе од понеделник ќе имаме постудено време. Наутро температурата на се поголем број мерни места ќе биде под нулата. Од водостопанската подружница Брегалница пак рекоа дека водостојот на сите реки во регионот е нормален, а постојано се следи дотокот во акумулациите. Во текот на денот, просечно во браната Калиманци се влевале по околу 3,3 метри кубни вода во секунда, што се смета за многу мала количина, односно на ниво како што е во најсушните периоди. Слична е и состојбата во акумулацијата Градче, со оглед што и мала и голема река се со низок водостој, а под вообичаените количини за овој период е и Оризарска река. Според последните мерења, во браната Калиманци има акумулирано само околу 22,5 милиони метри кубни вода, додека Градче е со половина капацитет. Регулаторната комисија за енергетика не го одобри барањето на комуналните предпријатија од Кочани и Виница за покачување на цените на услугите, туку донесе решение за намалување на тарифите. Тоа значи дека граѓаните во наредниот период треба да плаќаат поевтина вода за пиење во споредба со нивото што го бараа комуналците. Наместо повисока, граѓаните на Кочани и Виница ќе плаќаат пониска тарифа за водата за пиење од онаа што ја бараа комуналните предпријатија во двете општини. Според решението на Регулаторната комисија за енергетика, не се прифатени барањата на комуналните предпријатија Водовод и Солидарност за покачување на цените на услугите за периодот од 2018 до 2020 година. Во известувањето стои дека утврдените тарифи од страна на Регулаторната комисија согласно методологијата се просечни, што значи дека давателите на водни услуги во утврдените рамки сами ќе определат висината на тарифите за домаќинства и останати корисници. Во решението на Регулаторната комисија пишува дека комуналното предпријатие Водовод побарало минималните просечни тарифи за снабдување со вода за пиење и собирање и одведување на урбаните отпадни води за 2018 година да се зголемат во просек за 2,96% од постојните тарифи. Комисијата пак одлучила минималните просечни одобрени тарифи за овие две водни услуги да се намалат за 24,24% во однос на постојното ниво. Сепак, по завршувањето на изградбата на пречистителната станица за отпадни води, што се очекува да заврши во 2018-та, комуналното предпријатие Водовод ќе може да наплатува и тарифа за услугата за прочистување на отпадни води. И овде не поминал предлогот на Водовод, кој побарал минималната просечна тарифа за оваа услуга да изнесува 17,67 денари за метар кубен. Со решението на Регулаторната комисија, минималната просечна тарифа за услугата е утврдена на 12,21 денар за метар кубен. Кај комуналното предпријатие Солидарност од Виница пак, минималните просечни тарифи за снабдување со вода за пиење и за собирање и одведување на урбаните отпадни води во 2018 година биле поголеми во просек за 30,38% од постојните тарифи.
Со решението на регулаторна, минималните просечни одобрени тарифи за двете услуги се намалуваат за 1,28% во однос на постојните. Општините од Источниот плански регион имаат неплатени обврски кон Центарот за развој на регионот. Ги доставија своите предлог проекти за регионален развој за наредниот 5-годишен период. Најголем дел од проектите опфаќаат решавање на прашања од областа на туризмот и инфраструктурата. Само 2 од вкупно 11 општини што се дел од Источниот плански регион ги имаат платено своите обврски кон Центарот за развој на регионот. Доколку останатите навреме не ги покријат долговите што ги имаат, тоа може негативно да се одрази при обезбедувањето финансиски грантови за проектите што ги планираат за наредниот период. Карактеристично е дека обврските ги платиле руралните општини, кои имаат и пониски приходи на буџетските сметки. Единствени општини кои што го имат измирено долгот за 2017 година се најмалите општини, тоа е општина Зрновци и општина Чешиново Облешево. Општина Кочани исто така го има измирено долгот заклучно со третиот квартал, останува уште последниот квартал да се измири, и општина Штип има измирено дел од долгот за првото полугодие од 2017 година. Општина Виница исто така за првото полугодие, а додека останатите општини воопшто го немаат измирено долгот спрема Центарот за развој на Источниот плански регион. Здравева вели дека Центарот за развој на Источниот плански регион може само да доставува ургенции до општините да си ги платат обврските. Со оглед што договорот за финансирање на нивните проекти тие го потпишале со Министерството за локална самоуправа. Сегашните непокриени долгови можат сериозно да го загрозат работењето на Центарот и неговата финансиска стабилност, со оглед што општините Берово, Македонска Каменица, Пехчево и Делчево имаат неплатени обврски и од 2016 година, па и порано. Општина која што веќе со години не ги измирува врските спрема Центарот и нормално се ствараше и реакција зошто да не се аплицираат проекти за општина Делчево, е токму општина Делчево, која што должи од 2013 година за второто полугодие и 14, 15, 16 и 17 нема платено ниту денар, значи тоа е веќе некој си долг од околу 800.000 денари. Кога дојде редот за кофинансирање од страна на општините, овде веќе не идуваме на проблем. Најголем проблем во моментот е општина Пробиштип. Тоа е проектот кој што го реализиравме со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Инфраструктурен проект, го изградивме мостот на Бунеш, меѓутоа за жал кофинансирањето од околу 1.670.000 денари, веќе втора година општина Пробиштип го нема платено. Новите градоначалници на Делчево и Пробиштип ветиле дека постепено ќе отплаќаат дел од обврските за да можат и овие две општини рамноправно да се вклучат во аплицирање за поддршка на проекти од инфраструктурата. Инаку вкупните долгови на сите општини кон Центарот за развој во моментот изнесуваат околу 5 милиони денари. Со изработка на честитки и читање литературни творби, Основното училиште Мајлина Попиванова го одбележа 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби. Представници од локалната самоуправа на општина Кочани им даруваа пригодни подароци и училишен прибор. Основното училиште Мајлина Попиванова го одбележа 3 декември, денот на лицата со посебни потреби. Представници од локалната самоуправа на општина Кочани не ги заборавија децата од паралелката со посебни потреби. Ги посетија и ги израдуваа со подароци и училишен прибор. Училиштето за оваа пригода распиша литературен конкурс на ниво на општина на тема Љубовта како хумана порака кон луѓето. Во пресрет на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, организираме работилница насловена Љубовта како хумана порака кон луѓето. Во работилницата земаат учество, значи децата со посебни образовни потреби од прво до 9-то оделение, заедно со учениците од училишната заедница при нашето училиште. Учениците од училишната заедница имаат подготвено пораки, значи убави мисли за хуманоста, цитати, кои што ќе им ги понудат, значи да извлечат и да си прочита секој ученик по една мисла. Исто имаме организирано ликовна изложба во холот на училиштето од изработките на нашите ученици. Сакам да напоменам дека вчера, на вчерашниот ден, еден наш ученик од посебните потреби учествуваше на ликовната колонија, работилница во посебното основно училиште во Велес Маца Овчарова, значи заедно со наставничката по ликовно образование Мирјана Рашкова.
Учениците од училишната заедница од училиштето изработија честитки кои што ги доделија на учениците со посебни потреби. Учениците пак од оваа паралелка заедно со дефектолозите кои работат со нив направија интересни изработки и цртежи кои беа изложени во училиштето. Општината како и секоја година им додели училишен прибор. Повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, еве представници од општина Кочани дојдовме овде во училиштето Малина Попиванова да ја посетиме специјалната паралелка и донесовме материјали за работа за да имаат така за цела година сето оно што е потребно, харти, пластилини така. Меѓутоа во ова прилика би сакала јас да пренесам една порака. Значи, 3 декември е еден ден во годината, значи, еден ден е ништо за лицата со посебни потреби, меѓутоа една човечка помисла е многу, затоа да помислуваме често на лицата со посебни потреби и на сите оние на кои што и е потребна нашата помош, бидејќи ги имаме не само овде во специјалната паралелка, секаде околу нас, да помислуваме повеќе на нив и да ја подаваме рака, бидејќи навистина сме и потребни. Во моментов паралелката со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова брои 14 ученици, распоредени во оделенска и предметна настава. Со нив работат двајца дефектолози, вклучени во редовната настава, и еден стручен соработник. Учениците чии што творби беа изберени за најдобри добија благодарници, а благодарница доби и општина Кочани за долгогодишната соработка со училиштето. Сдруженијето на граѓани Светла иднина в понеделник ќе го организира 4-тиот форум од проектот Сдружени сили за заеднички интереси, чија цел е решавање на конкретни проблеми во ромската заедница. Според веќе определените насоки, ќе се бара решавање на еден приоритет во областа на инфраструктурата, образованието и заштитата на животната средина. В понеделник ќе се одржи последната од 4 предвидени форумски сесии како дел од активностите на проектот Сдружени сили за заеднички интереси, чиј носител во Кочани е Сдруженијето Светла иднина. Во партнерство со невладината организација КОСВ од Прилеп и на 4-тиот форум ќе се разгледуваат конкретните проблематики и можните решенија во 3 претходно идентификувани области. Се работи за соодветно решавање на потребите на граѓаните од ромската етничка заедница, што се поврзани со комуналната инфраструктура, животната средина и со образованието. Од Сдруженијето Светла иднина нагласуваат дека се уште не е донесен дефинитивен став по ниту едно од отворените прашања, односно дека се можни сите опции. Тоа значи дека не се дава приоритет на ниту една област, бидејќи пресудни ќе бидат можностите и финансиите. По завршувањето на овој форум, најверојатно после нова година ќе биде објавен повик за финансирање на еден од проблемите во сите 3 области. При тоа, право на аплицирање на конкурсот ќе имаат сите невладини организации од општина Кочани. 4-тиот форум во рамки на проектот ќе се одржи во салата на Советот на општина Кочани в понеделник од 12 часот. Финансиската поддршка за реализација на проектот е обезбедена од фондовите на Европската Унија. Иселениците во странство не го забораваат манастирот Добра вода во Оризари. Даруваа материјал за реновирање на просториите покрај него. Домакините со благодарност за хуманиот гест на верниот народ. Секој да го следи примерот на одредени луѓе кои што не го забораваат манастирот Добра вода и финансиски помагаат за негово реновирање и доизградување, порачуваат домакините кои што се заблагодарија на семејството што помогна и даруваше за манастирот. Ево денеска туа со мајсторите ставаме плочки, сите соби да ги новираме со плочки. Тоа сакам да дам еден голем поздрав до кумата Јадранка од Австралија, дека тоа она донира, беше на годишно собрање видеја и кажу и донира. Исто кој ќе дојде рече да видам, ќе ви донирам и други работи. Исто така сакам да се заблагодарам на мојот тим одборници Тошо и Славчо, дека работат нон-стоп, и да се заблагодарам на мајсторот Дацо, што со неговите работници што туа работат, ево некој ден не се плашат ни дали доши снег, ги постават и плочките многу добро. Значи сакаме да го обновиме овај манастир да биде малку поспреман, по-туристички манастир да биде сите добро кој што треба. На овој манастир му недостига кујна и конаци, како и да се направи патот до него. Секоја година апелира домакинот. На нас освен патот ние треба сега да направиме кујна, после кујната треба на овај манастир нему достига и треба да има еден добар конак.
Значи, че има добар конак, да сите верници да може да постојат на кона. Исто така ќе направиме и стрешниците, да можеме сите верници да ги собереме под стрешница и да врне сонце, да може да седат на столци и да се пијат и се уживат слободно. Инаку на манастирот Добра вода секоја година голем број верници се собираат на првиот петок по Великден или кај народот познат како Источен петок Балаклија. На тој ден се организира голем црковно-народен собир. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се одава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи незиното име. Тој ден болните најмногу одат на лековити води, а се верува дека водата во овој манастир е лековита. Од неодамна во овој манастир, освен на славата, започна еден нов собир на вторден Божик на 8 јануари, кога се сукаат зелници и се организира црковно-народен собир. Полициската станица Кочани ги известува граѓаните дека в недела, 3 декември, ќе се одржи пробно испукување со огнено оружје со физички и правни лица. Испукувањето ќе биде во периодот од 12:30 до 14 часот во местноста Каракашева чешма. Од полицијата предупредуваат дека поради безбедносни причини се повикуваат граѓаните да се воздржат од присуство на оваа локација во периодот од 12 до 15 часот. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на првата женска фудбалска лига и во третата кошаркарска лига. И двата представника од Кочани ќе гостуваат, при што фудбалерките ќе патуваат во Битола на средба со Топ Гол, а кошаркарите на Баскет Дино во Неготино ќе се сретнат со Спорт Тим. По завршувањето на првиот дел од првенството во втората фудбалска лига Исток, до средината на декември преостанува да се доиграат последните две кола во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Според распоредот, овој викенд ќе се игра 10-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани ќе патува во Битола на средба со екипата на Топ Гол. По минато неделниот пораз од 5:1 одборец во Велес, гостувањето против битолчанки за девојчињата на тренерот Оливер Јовановски ќе биде уште еден тежок испит. Топ Гол сезонава игра приближно исто со нашиот тим, а во моментот разликата меѓу нив е само еден бод, а на табелата се еден зад друг. Поволен резултат за нашиот прволигаш може да се смета и освојувањето на еден бод, со што ќе го задржи седмото место и предноста пред својот директен конкурент. Овој надпревар што ќе се игра во рамки на предпоследното коло од есенскиот дел е закажан за сабота со почеток од 12 часот. Во третата кошаркарска лига викендов ќе се игра седмото коло, во кое Баскет Дино во Неготино ќе се сретне со екипата на Спорт Тим. Се работи за вистинско дерби на колото, бидејќи двата тима се со изедначен квалитет и се наоѓаат во горниот дел на табелата. По минатонеделната висока победа на домашен терен против Дамвер од гостивар, надпреварот со неготинчани може да значи пресврат не само во подобрувањето на бодовното салдо за една од двете екипи, туку и промена во пласманот. Надпреварот во Неготино Баскет Дино ќе го игра в недела со почеток од 19 часот. Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.